Министерството за внатрешни работи во рамки на продолжението на полициската акција Килија, како и по спроведена сеопфатна истрага, до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, достави кривична пријава против 7 лица, сите државјани на Република Македонија на возраст од 23 до 38 години, поради постојање основи на сомнение дека истите сториле кривично дело терористичка организација, казниво по член 394а, став 2 од Кривичниот законник на Република Македонија. Од 7 кривично пријавени лица, 5 се со живеалиште на територијата на градот Скопје, едно лице е од Тетово и едно лице е од Куманово. По спроведените претреси на дом и простории по наредба од страна на Основниот суд Скопје 1 Скопје, при претресите беа приведени 4 лица, за едно лице по едно лице се уште се трага истиот е во бегство, а додека пак за 2 лица постојат оперативни сознанија дека се уште се наоѓаат на територијата на Сирија. Во рамки на претресите исто така беа пронајдени и поголем дел од предмети. Претресите се случуваат до рано изутринава и тоа 7 беа на 7 локации, се извинам, од кои 6 во Скопје и една во Тетово. При претресите беа пронајдени и со потврда одземени 5 десктоп компјутери, 2 лаптоп компјутери, 19 мобилни телефони, 9 сим картички, држачи за сим картички, 9 USB стикови, над 50 седиња, мемориски картички, заштитна маска, патни исправи и други документи, една мајца со надпис на арапски јазик "Исламската држава е вечна" и други документи кои што ќе бидат предмет на дополнително вештачење. Од страна на јавното обвинителство за 4 лица кои што беа обезбедени, во поднесената кривична пријава е доставен предлог за определување на мерка притвор во трајање од 30 дена.